Денешната средба, значи на овој 69-ти ден од почетокот на протестните маршеви на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, ја замисливме да биде на некој начин една така мала вивисекција на сите од легалистички аспект случувања во собранието, кои што малтене може да ги толкуваме и како директна провокација за оние највжештени глави од народот пред собрание да го направат, да го иницираат оној чин што се случи на 27 април. За хронологијата на настаните не треба да подсетувам, сите добре ја знаете, ескалираше со така наречениот избор на претседател на Собранието на Република Македонија во ликот на господинот Талат Џафери, избор кој што е вон сите процедури, избор кој што се коси со уставот, со законот за собрание, со деловникот за работа. Меѓутоа, иако тоа некој го знае, некој го прочитал, некој интуитивно го насеќа, некој суди по она што го видел, добро е кога стручњаци, експерти за оваа проблематика ќе кажат што точно се случи на 27 април во собрание, каква правна вредност има тоа, што може да се прави околу тоа, кои се последиците и се консеквентно што произлегува од еден таков незаконски обид за избор на претседател на собранието. Еден ден мора, се бориме за правна држава, газење на право, газење врз држава, газење врз устав е укинување на државата. И мора некој да понесе одговорност за ова. Обидите беа на почетокот да се направи замена на тези, да се абстрахира чинот на насилство, повредување и така натака. Да не се повторувам по 1000 пати, се разбира дека никому не посакувам лично да биде жртва на насилство. Реалноста говори друго. Според нивните планови, најповредениот меѓу нив утре ден ќе биде министер за здравство, а штетата што ја направиле врз правниот поредок во Република Македонија, доколку ова пројде вака, буквално како што кажа професорката Додовска, секој ќе може да прави што сака. Ево ние овдека сме повеќе од мнозинството во парламентот, може да се изгласаме нешто сега и само ако не поддржат тие центри на моќ кои што спроведуваат на некој начин окупација врз државата. Јас немам друг термин како да го наречам ова, кога противправно се нарушува поредокот и странски сили го поддржуваат